Дневник на ТВ+. Во него ќе гледате. СДСМ славеше во Куманово. ВМРО ДПМНЕ во втора избирачка единица. Мирен изборен ден со мали неправилности. Кошаркарски клуб Куманово со пораст од Фени Индустри. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија вчера вечер на градскиот плоштад прослави победа на изборите во општина Куманово, додека членовите на ВМРО ДПМНЕ славеа победа во втората изборна единица. ДИК се уште калкулира со бројот на пратенички места со оглед на малата разлика во резултатите од гласањето. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата со 22.216 гласови однесоа победата во општина Куманово, тесна резултатска предност пред нивните политички опоненти од ВМРО ДПМНЕ, кои изборниот ден го завршија со 20.677 гласови. Во општина Куманово, според целосно обработените податоци на Државната изборна комисија, излезеноста била 65,13%, односно правото на глас го искористиле 58.243 граѓани. Членовите на СДСМ вчера вечер спонтано се собраа на градскиот плоштад во Куманово, каде ја прославија победата. Пред сопартиците се обрати и Максим Димитриевски, кој рече дека СДСМ докажа дека може да ги спои сите граѓани. Ги следевме резултатите. Чест и достоинство беше денеска за секој граѓанин да учествува во овој изборен процес. Им симнувам капа на сите граѓани кои што се одважија да дават подршка на опозицијата и на нашиот лидер Зоран Заев. И сакам едно да знаете, да не чувствувате како ваши пратеници, но сите до еден немаме намера да ве делиме на ваши и наши. За нас ќе бидете сите исти. Дали сте Срби, Роми, Албанци, Власци, Турци или било кој живее во ова наша Македонија. За нас гласаа сите граѓани на Македонија и ќе бидеме со чест и достоинство ваши представници во законодавниот дом. Свое обраќање пред кумановци имаше и градоначалникот на општина Куманово Зоран Дамјановски, кој истакна дека ова е нешто најубаво во неговата политичка кариера. Јас денеска добив честитки од ВМРО за победа. Сретнах луѓе и вика честита победа во Куманово. Не во Куманово. Тука почнува рушење, режимот е завршен. Чекаме уште неколку места и да објавиме голема победа за Македонија. Македонија тоа го заслужува после 10 годишно робство. Вие заедно со сите нас успеаме да направиме ова што никој досега. Да буде режим на демократски начин, со ливче. Ова што упорно го водиме 2 години. Благодарам на сите вас. Вие сте крали на Македонија. Македонија направи голем чекор. Македонија европска, слободна и демократска. Да живее Република Македонија. Од друга страна, ВМРО ДПМНЕ со 73.707 гласови наспроти 69.837 на СДСМ прослави победа во втората изборна единица, каде правото на глас го искористиле 203.906 гласачи со 66,55% излезеност. Првиот човек на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ и кандидат за пратеник Драган Петковски во својата изјава дадена вчера 1 час пред полноќ посочи дека се задоволни од резултатите со оглед дека тие се слични како и од изборите во 2014 година. Во Куманово од досега пребројаните гласови ние имаме некаде околу 20.500, СДСМ има некаде околу 21.200. Остануваат уште десетина избирачки места, така да не очекуваме да некоја битна разлика дека ќе се промени. Ние сме задоволни од резултатите, бидејќи ги повторивме резултатите од 2014 година, дури ги надминавме. Значи, со се овие гласови што ќе пристигнат од овие избирачки места, ние ќе би требало да имаме преку 20.000 гласови. 2014 имавме 20.500. Значи, тоа е успех за нас и би искористил приликата да им се заблагодарам на сите наши членови, на сите наши симпатизери, кои што ни ја дадоа довербата и не поддржаа и гласаа за нас.
Тој најави победа во втората изборна единица и 9 пратенички места за ВМРО ДПМН, 7 за СДСМ, 2 за ДУИ и 1 пратеничко место за БЕСА. Од останатите политички субјекти во општина Куманово според бројот на освоени гласови, трета е БЕСА со 4443 гласови, оставајќи ја зад себе ДУИ со 3276 и ДПА со 1917, 1681 гласа освои Алијансата за албанците, 898 гласа освои коалицијата ВМРО за Македонија, Левица со 752, 363 гласа за третиот блок и најмалку гласови, односно 119, освои Либералната партија. И покрај фактот дека и двете партии објавија победи и калкулираат со бројот на освоени пратенички места, засега од Државната изборна комисија се уште нема официјални податоци за бројот на пратенички мандати во Собранието на Република Македонија. Изборите во Куманово поминаа мирно и во демократска атмосфера. Незначителни нерегуларности биле регистрирани од граѓанската асоциација МОСТ, а неколку граѓани пријавиле прекршување на избирачкото право кај заменик народниот правобранител. Одредени неправилности во изборниот процес во Куманово вчера регистрираше граѓанската асоциација МОСТ. Во еден случај слепо лице дошло да гласа заедно со член од семејството кој требало да му помогне. Избирачкиот одбор не дозволил и на лицето му помогнал член на избирачкиот одбор предложен од политичка партија. Во друг случај, откако член на семејството му помогнал на слепо лице да гласа без да побара дозвола од избирачкиот одбор, член на избирачкиот одбор го поништил гласачкото ливче. Евидентирани се и 3 случаи кога председателот на избирачкиот одбор не дозволил придружбата да им помага на гласачите кои не може да гласаат сами и тоа го направил самиот тој. МОСТ евидентирал неправилности во општина Липково. Според нивните информации, УВ ламбата на едно гласачко место не била користена во текот на 1 час. Неколку граѓани на Куманово има и со поплаки кај заменик народниот правобранител дека им е прекршено избирачкото право. Двајца граѓани се пријавиле по нивно дека не се почитувале до крај нивните гласачки изборни права, а се работи за 2 случаева кои порано биле, по нивно кажување, наводно биле во избирачкиот список, меѓутоа денеска не може да го остваруваат тоа право за тоа што не се во избирачкиот список. Значи се на се имаме 2 случаева, едниот во Куманово и другиот е во населба Карпош. Имаме дошле 23 граѓани се жалили дека личните карти не им ги издаваат во полицијата. Меѓутоа проверивме таму, по лични карти се издаваат на граѓани кои поднеле барање до вчера до 16,5 часот и тоа тие што за случаеви кога е изгубена, оштетена или украдена личната карта и доколку нема важечка биометриска патна исправа. Според Општинската изборна комисија во Куманово, изборниот процес течеше мирно без поголеми забелешки и неправилности. Изборниот ден помина добро, без некои посебни нерегуларности, се одвива во најдобар ред и така. Дека изборите поминуваат во фер и демократска атмосфера, посочија и од ДИК во текот на вчерашниот ден, додека траеше гласањето. Кумановските политичари вчера го остварија своето право на глас, при што упатија пораки и благодарност до граѓаните за зрелоста која што ја покажа на предвремените парламентарни избори. Истакнаа дека граѓаните се тие кои одлучуваат каква Македонија сакаат во иднина. Политичарите од градот вчера заедно со своите најблиски го остварија правото на глас. Посакаа мирни демократски избори во кои граѓаните ќе одлучат кој ќе ја води Македонија кон подобро. Зоран Ѓорѓиевски од ВМРО ДПМН, кој гласаше во избирачко место во школската амбуланта, истакна дека граѓаните покажале зрелост. Пред се, ние подршка за овој ден имаме и од Господ. Гледате, времево е сончево, убаво, многу потопло за разлика од сите оние други денови. Македонскиот народ покажа зрелост, така да очекувам да е денеска мирен, успешен изборен ден, каде што волјата на народот на крај ќе се види за подобра и поуспешна Македонија. Кандидатот за пратеник на СДСМ во избирачката единица 2 Оливер Спасовски своето право на глас го искористи во избирачкото место во основното училиште Христијан Карпош, а Максим Димитриевски во гимназијата Сами Фрашери. Ова е историски момент за Република Македонија. Граѓаните на Република Македонија заслужуваат праведно и правично општество, но најважно од се е денеска да се изрази слободна волја на граѓаните на Република Македонија за подобра иднина и за живот натре во Македонија. Па денеска очекувам Македонија да победи демократија, слободоумните граѓани, да се изјаснат сите, повикувам на масовен одзив. Граѓаните треба да одлучат кој во нивно име ќе ја води државата следните 4 години. Посакувам успех на сите.
првенствено на оние кои што имаат искрени намери, честно и достоинствено да ја предводат оваа држава и да направат поубаво место за живење за сите. Првиот човек на градот Зоран Дамјановски нагласи дека за него ова се едни од најважните избори во независна Македонија. Јас многу често во моите изјави дадов дека се поважни од референдумот, бидејќи на овие избори пред се чекав да бидат фер, слободни и демократски, јасно изразена волја на граѓаните, во која граѓаните се одлучат за каква Македонија сакаат во наредниот период. Сакаат Македонија како што ја гледаме до сега или сакаат Македонија која ќе биде просперитетна, слободна, демократска и проевропско ориентирана. Се надевам на мирен изборен ден и се надевам на регуларности и резултати кои ќе верифицираат израз на волја на граѓаните. И останатите кандидати за пратеници од втората изборна единица ја остварија својата граѓанска должност. Подобар живот во државата, вработување за младите по високи плати и пензии, очекуваат граѓаните после предвремените парламентарни избори. Меѓу највозрастните гласачи вчера беше 84 годишниот Висомир Вучев од населбата Перо Чичо. Остварив граѓанското право, мојот глас, и очекувам да победи најдобрата партија. Очекувам да има подобрување во инфраструктури, во пензии, во плати, во вработување и така натака. Да излезат на гласање, да гласаат по свое убедување и така, да биде мирно и се најубаво, да помине во најдобар ред. Така, што мислите со овие избори, ќе излезе ли државата од криза? Па, се надаме дека ќе излезе. Ќе биде така, добро, ќе се биде најубаво добро. да биде. Ајде, ќе биде добро. Така мислиме. Такој. Така сакаме. Чим стари луѓе викат ќе биде добро. Овие избори Треба да се работи поштено. Тоа е и дужност на граѓаните на Македонија за да се оствари. Што очекувате од овие избори? Па подобро очекуваме се, било кој да победи, углавно подобро да биде. Мислим за сви нас и за пензионерите посебно. И тоа е тој, што да прави. Нака ние со среќа и готово. Па не оставljamo mi toliko godine si ги imamo nazad 80, ама не оставljam никада, ја си држу едну партiju, па сак не е важно, моја е. Што очекувате од изборите? Па нешто деца да се запослује, нешто да даде на старци и такој тие посиромашки старци што се. Според член 63 од Уставот на Република Македонија, новоизбраниот состав на собранието се состанува на конститутивна седница најдосна 20 дена по одржаните избори. Конститутивната седница ја свикува председателот на собранието од претходниот состав. Доколку не се закаже конститутивна седница во предвидениот рок, пратениците сами се состануваат и го конституираат собранието на 21-иот ден од денот на завршувањето на изборите. Според член 90 од Уставот, председателот на Република Македонија е должен во рок од 10 дена од конституирањето на собранието мандатот за состав на владата да го довери на кандидатот на партијата, односно партиите што имаат мнозинство во собранието. Мандаторот во рок од 20 дена од денот на доверување на мандатот на собранието му поднесува програма и го предлага составот на владата. Владата на предлог на мандаторот и врз основа на програмата ја избира собранието со мнозинство гласови од вкупниот број пратеници. Кошаркарите на Куманово викендов претрпеа пораз со резултат 72 наспроти 64 во рамките на домашното кошаркарско првенство. Следниот меч избраниците на Срабиновски во првенството го играат на 17 декември, а утре во рамките на Библ лигата го пречекува составот на Сигал Приштина, меч на кој за последен пат Александар Костовски ќе заигра во дресот на Куманово. Кошаркарите на Куманово викендов на гостински терен впишаа повторно пораз во домашното кошаркарско првенство, откако беа совладани од составот на Фени Индустри со резултат 72-64. Добра игра прикажаа двата тима во првата четвртина, која домаќините ја завршија со минимална предност од 1 поен, односно резултат 20-19, откако Магдевски во последните 2 секунди од четвртината реализираше шут за 3 поени.
Втората четвртина синобелите изгубија целосно концентрација, па со серија од 9-2 кошаркарите на Фени Индустри направија стабилна резултатска предност и на полувреме се замена со резултат од 6 поени негатива за избраниците на Србиновски, односно 41-35. Второто полувреме беше катастрофално лошо за кошаркарите на Куманово, а самата трета четвртина беше клучна за кошаркарите на Фени, кои направија солидна резултатска предност со двоцифрен број на поени, а кумановци реализираа скромни 7 бода. Последните 10 минути од надпреварот беа одиграни во релаксирана атмосфера за домаќините, а во напната за гостите кои се трудеа да ја намалат предноста на противникот, но сепак победата остана во кавадарци со 8 поени разлика. Капитенот Александар Костовски беше најдобриот во составот на Куманово со реализирани 14 поени, а со 1 поен помалку зад него е Даниел Омијатовиќ. Во составот на Фени Индустри со 16 поени најдобра игра прикажа Кире Николовски, Чешовиќ со 15, а 12 поени впише и Шарабидзе. Следниот меч во рамките на домашниот шампионат избраниците на Србиновски го играат на 17 декември во гости кај Вардар, а во рамките на Библ лигата утре го пречекуваат составот на Сигел Приштина, меч на кој за последен пат Александар Костовски ќе игра во синобелиот дрес. Времето денеска во Куманово беше умерено облачно, а дуваше слаб северозападен ветер. Максималната температура изнесуваше 10 степени, а минималната 3. За утре метеоролозите најавуваат умерено облачно, а ќе дува слаб северозападен ветер. Дневната температура ќе достигне до 4 степени, додека утринската ќе се намали до -1 степен Целзиусов. Ви благодарам на вниманието. Тоа беше се за денеска. Имајте пријатна вечер.